Женското претприемништво, поставено како што се поставени стартапите и иновацијските проекти, е позицијата која може да го забрза развојот на овој економски сегмент. Ова го истакна претседателката на Националната мрежа за женско претприемништво. Мојата високо поставена цел која што е во врска со развојот на женското претприемништво, тоа не е високо поставена цел на проектот, како цел на проектот, туку лично моја високо поставена цел, а тоа е дека женското претприемништво во нашата држава треба да биде поставена онака како што во моментов се поставени стартапите и иновацијските проекти. Ако ние се насочиме и одработиме со таа силина и со тој жар за женско претприемништво, онака како што се работи сега за стартап заедницата и за иновативните проекти, ја верувам дека ќе постигнеме и дури многу поголеми резултати отколку што сега постигнуваат овие програми. И жените земјоделки велат дека треба да се работи на развој на претприемништвото меѓу нив, особено што тие се наоѓаат во посебно понеповолна ситуација. Претприемништвото во земјоделието кај нас, во нашата држава, е многу слабо застапено. Значи, жените работат се, меѓутоа нивниот труд не е платен, а не да бидат во ситуација тие да ги водат своите бизнеси и фирми. Сметам дека е нешто на кое што треба да работиме и да ги охрабриме и да ги поттикнеме жените да се изборат за своите права во секторот на земјоделието. Женското претприемништво во земјава според некои податоци се движи во граници од 23 до 29% во последните години. Најчесто жените претприемачи се присутни во микропретпријатијата. Резултатите потврдуваат дека индексот за вкупната претприемничка активност на жените во Македонија е најнизок споредено со најголем број земји во регионот.